Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Јаде Борек на ТВ Сонце. Продолжуваме со представување на кандидатите на нашиот отворен повик во рамките на локални избори 2021 година. Вечерва се пријавија тројца представници и кандидати и сите тројца се од левица. Првиот кандидат кој вечерва ќе ви го представиме е Весна Кираџиева од партијата Левица. Господјо Кираџиева или господјице, се извинувам, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер на тебе, Јанко, и на вашите гледачи од ТВ Сонце. Драго ми е што сум тука, слободно на Весна можеш да ми се обраќаш, не мора господјо, господјице. Најреално спрема вас во Левица би требало да ви се обраќам со другарке. Па добро, може така, да. Не, јас се извинувам поради тоа, нека не ви смета, тоа е телевизискиот бонтон. Така. Слободно обраќај ми се на ти, така се навикнати гледачиве на оваа емисија. Низ емисијата ќе ми се протнува и мене без персирање. Вие сте кандидат за градоначалник на општина Аеродром од партијата Левица. Пред да проговориме за оние базични основни прашања, бидејќи сте нов лик во политиката и во медиумите, ве молам, кажете ми малку за себе. Која сте, што сте, со што се занимавате? Како што ме најави, ева старт ќе кажам, Весна Кираџиева, повеќето ме знаат како атлетичарка, репрезентативка на Македонија, поранешна рекордерка, воглавно во маратон сум поактуелна, затоа што ме знаат веројатно од Скопски маратон, затоа што таа е и најатрактивна трка кај нас, па сум и дел и од организациониот тим. Инаку сум 22 години репрезентативка, така некако му доаѓа. Во атлетиката сум премногу долго, работа ми од пред 10, не може веќе 15 години, имам собствен атлетски клуб, каде што сум и председателка и тренерка, така што и тоа ми е една настрана друга професија, така што не ми е досадно, интересно ми е. Знаеш како се вика? Ова е она медиумско бришење патос со водителот. Знаеш, анонимна не те знае, 22 години, 15 златни медали, светско првенство и ја викам да, не си ни ти виновен затоа што ни медиумите. Да, спортот ни е на незавидно ниво, посебно атлетиката. И ете уште една причина зашто сум тука. Да, а и се гледа зашто толку не знам за атлетика. Мислам дека визуелно да беше малце по друга ситуација. Да, после емисија ќе дискутираме за тренинг програма. Не. Дојдовте со велосипед, ме шармира тој момент, ама добро, вие видовте оде сме така. Да. Домакински опуштена. Многу опуштена атмосфера. Јас сум благодарен заради тоа, така и низ разговоров. Кажете ми, ворете да ве прашам колку години имате, вашиот статус, каков е? 35 години, не сум мажена и немам деца. Веројатно на тоа се мислеше. Оти тоа може ќе ми биде интерес, ќе ми биде значајно за некои подпрашања во врска со слободно, да, мислам тука сум нели веќе и во јавниот живот голем дел име познаваат од спортската од таа фела, веројатно затоа што во политиката сум се уште нели нова, ама да, имам веројатно тоа ми дозволува да сум повеќе слободна, затоа што знам со семејство, со деца, посебно ете и мојот брат е веќе женец со детенце и знам колку тоа, затоа што и тој атлетичар го споменувам, затоа што исто така е македонски шампион во атлетика во маратон. Знам што значи да издвојуваш полно работно време и да се посветиш дома на семејството и на децата и плюс да одиш на страна дали да тренираш, еве за мене конкретно во политиката, како нова сфера, нова вода каде што влегуваме, бара време и посветеност. Успешни во спортот, имате свој клуб. Зошто влеговте во партија и зошто Левица? Затоа што реално ситуацијата во државава, посебно во последниве години е катастрофална, да не кажам, ајде ќе кажам, делува очајно, делува безизлезно, ама требаат храбри луѓе и тоа го видов во Левица, особено откако влегоа нели со двајца пратеници во парламент.
ги гласав дефинитивно, значи ми се допадна она што го има презентирано предходно. И ми се допадна тоа дека не разочара, барем јас не се чувствував разочарано од она што го покажа во изминатава година како што се во парламентот влезени. Борбеност и храброст и на некој начин се пронајдов во начинот на кој што говорат, на начинот кој што се изразуваат, начинот во кој што ја истакнуваат таа борбеност и повлекуваат голема маса да се охрабри затоа што луѓето се веќе апатични на се разочарани од едната и од другата власт реално и се доведени во ситуација да бидат тоа е, самите и на мене ми кажуваат, ама тоа е што ќе правиш, таков е системот, претходно беше така, сега е така, џабе со глава во ѕид. Тоа е нешто што во левица го нема, не се откажуваме и кажуваме не може да е така системот, ако е така, тука сме за да го смениме. Интересно. Моје лично мислење е дека во парламент да влезеш и да делуваш е многу полесно, дошто ова е многу потешка работа и како кампања, и како презентација, и како борба. Локална власт, така да секоја чест на вашите двајца колеги кои се таму, ама они не ви се ни до колена на напорот кој моментално, не зборам само за левица, секој, сите сега што е, ова е најтешката борба и мене ми е драго што е на моменти и шарена. Во смисла бомбивани разни категории на луѓе со неонауштоглени политичари со еден исти дискурс. Зошто се кандидиравте? Прво, како што влегов, нели, да го продолжам во тој континуитет, таман ми се наврзува разговорот, во левица влегов баш ради таа битка, да смениме нешто во општеството. Се вклучив преку нашиот локален огранок во аеродром и тука всушност стапивме во поголема комуникација со нашите со локалната заедница, со локалците. Веројатно нашиот модератор сега кој што ни е носител на листа, Дарко Масларковски, повеќе ме истакнал, ме знаеја и од Твитер, веројатно дел од президиумот, затоа што така има, знам да бидам пожустра во своите излагања, знаат често и да замерат, посебно сега. Кој ти е никот или по име и презиме си на Твитер? На Твитер. Весна Кираџиева. Ти ми имаш исподелувано и лајкано, си да? Што Јанко ми има забележано и ми ги шернува постовите и твитовите. Веројатно ти се видела некој. Се сеќам дека еднаш два пати, мислам така си, нели, јавна личност, забележителен карактер и не можеш да утнеш ако некој како тебе ми шерне или како Опасиев ми лајкне нешто. Така да, сум имала такви поостри, сега имам поостри затоа што се воздржувам, затоа што сепак знаат да ми искритикуваат твитерџи, како вака се однесуваш, какво ти ово обраќање не доликува на градоначалничка, ама сакаме да бидеме искрени и реални. Значи, да, стварно ве следам. Да, еве, кандидат за градоначалник, општина Аеродром и така натаму. Само 500 фолове, мора да поработиме ново. Добро. Се шегувам. Не, ништо не мора да значи. Да, јас воопшто не бъркам, да. Знам обично лајкат. Некои пикови да направат, гледам некои со по 19.000 следбеници, никаде ги нема. Ништо тоа не значи во даден момент. Зошто не за парламент? Зошто локална? Па не беше реално нешто да се размислува. Ова дојде како прва шанса да се истакнам политички. Веројатно ме забележа па ме предложија, значи и од локалниот огранок ме презентирале, сакавме во Аеродром да имаме кандидат затоа што имаме реални шанси според сите параметри и анкети кои што ние ги следиме. Знам дека и од ВМРО ДПМН и од СДСМ излегуваат со некои нивни анкети каде што ние сме некаде далеку на трето и тоа многу ниско на третото место, меѓутоа ние со движењето меѓу луѓето и со тоа сега ако не лажат имаме реална шанса во Аеродром и имаме, мислам дека реална шанса секаде каде што имаме градоначалници, така што ќе беше, мислам дека ќе пропуштевме шанса
да не се појавиме со кандидат во аеродром. Целта и на президиумот им беше да биде некој кандидат кој што ќе биде, да речеме, делумно од јавниот живот, не е нешто супер популарен, туку да е, нели, достоинствена личност, кој што сепак ја разбира политиката. За Централниот комитет ми го објаснувате пак. Лично тебе, што ти е кликот? Што те мотивира са бајле кога ќе станеш? Освен кафето. Сакам, да. Освен кафето, во права си, да. Сакам да направам нешто, значи да имам некој придонес, каде што луѓето ќе, значи ова го кажувам долгорочно, ќе кажат ова е благодарение затоа што таа била тука, затоа што ставила некој белег, затоа што се борала и затоа што успеала да ги промени овие работи кои што претходно ни биле болка. Наброј ми, што е болката по тебе на аеродром? Аеродром е да една од кај да почнем. Да. Види, ако земеме некако во оваа земја најсовршена населба е аеродром. Да. Таа е со најмалку, да речеме, имате вашиот колега сега што ќе дојде, ние треба да збориме за канализација. Да. За канализациона мрежа. Аеродром го нема тој проблем. Да, ние немаме, стварно, мислам, стварно ни е убава. Значи, убава ни е населбата така, затоа што јас сум цел живот таму, не знам, некогаш може би пристрасно, ама еве вака луѓе како тебе кои што мислам дека не си аеродромец, така? Си? Не живеам таму, но живеев добри 10 го знаеш, значи посебно го знаеш веројатно многу порано кога не беше толку населено, толку урбанизирано, мислам урбанизирано во смисла со премногу згради. Значи сега е сосема сменето тоа што беше порано. Значи совршена беше кога беше на почеток. Тоа сите го зборуваме, сите го кажуваме, посебно тие што сме. Така. Беше малце здодевна, беше малце празна, ама имаше зеленило, имаше простор, имаше паркинг, се дишеше. Сега не мислам, дури и самото посебно летно време нема циркулација на воздух, значи дури да не е толку жешко, загушливо е, затворено и тоа е заради тоа непланско градење, зграда до зграда, ништо друго помеѓу, нема тревници, нема паркови. Има од она што е останато и голем дел, буквално ние се изборивме, затоа што имаше локации каде што се сега во Ново Лисиче прекрасни паркови, каде што на времето сакаа да прават згради. Ние буквално населението застанавме, тука нема да се гради. И тогаш ни успеа. Сега мислам дека луѓето се навистина апатични, зборам и не зборам само за властите, го доведува овој народ да се чувствува дека што и да каже, што и да направи, залудно му е, затоа што не обезхрабруваат понатаму да делуваме. Еднаш, два пати ќе се побуниш, нема да ти успее и луѓето се навистина скреваат раце, па не можам повеќе да се борам. Тоа се надевам дека ќе успееме да го смениме, да им ја вратиме довербата на луѓето, дека ако се побунат, ако кажат нешто, затоа што јас ако застанам како градоначалничка утре, ако ти од другата страна заедно собереш уште 10 луѓе, јас застанам да ќе кажам тука се гради, и ти ако ми дојдеш ми кажеш не, ние застануваме, овдека не може да се гради, моја работа е да послушам, затоа што вие мене сте ме довеле по таа позиција, јас да одлучувам за сите. Односно не јас, советот одлучува, ама јас дали ќе го одобрам тоа пак нели од градоначалникот зависи. Што им ветуваш ти на аеродромци? Или имате уште да детектирате што не чини? Еве ова урбанизацијава, дали добро ве разбрам, не се доискажавте, рековте, дали тоа значи потполно стопирање веќе на градби, недозволиво или... Јас би сакала да е така, ама мислам дека тоа би било доста нереалистично од моја страна, ама голем дел од луѓето се согласуваат дека мора да се прекине. Имам живеено долго време, една година во Словенија, во Љубљана, и таму е законски забрането повеќе да не се шири. Значи имаат рамка законска колку е дозволено, до каде може да се гради и толку е. Значи не ме интересира кој од каде доаѓа. И претежно луѓето не ни живеат во Љубљана, словенците. Во Љубљана живеат или студенти или доселеници како ние што сме од Србија, од Македонија, Босна. Кај нас е добро ако не градиме каде ќе живеат луѓето. Не може само во Скопје да се живее. Мислам, тоа е сепак, нема да можам јас сама како градоначалничка на аеродром да го решам, ама можеме да даваме предлози. Тоа ни е... Освен урбанизмот, што друго детектирате во населбата дека е проблем? Многу, значи вака, населбата е
Не знам зашто до сега воопшто не се зборува или јас не сум забележала некој да зборува, можеби не сум следела толку, ама реално населбата ни е 60% урбана, 40% рурална средина. Значи малтене пола ни е во руралниот дел, значи Горно Лисиче, Долно Лисиче, тука има огромен број на ниви и се сведува на огромен број на земјоделски простор кој што се обработува, меѓутоа луѓето веќе и таа генерација стареат и веќе им е смачено кој се пензионира, кој сака да го остави на младите, кои што пак млади се помалку заинтересирани да се занимаваат со земјоделие и да го продолжат тој бизнис, затоа што не се ни мотивирани. Таа ќе ни биде уште една од главните цели, да ги мотивираме да продолжат со земјоделство, затоа што овој терен е толку голем, што може, што моментално го обезбедува не само аеродром, тука го обезбедува и цело Скопје. Така што ќе мора замислата ние да ги мотивираме и со субвенции. Земјоделскиот, значи овие простори да се задржат, мислиме, значи се сомневаме дека овој простор е оставен така затоа што сака долгорочно за ефтина пара да го продадат на странски инвеститори и после да си направат некоја нивна математика, пола за мене, пола за нив. И на тој начин ја губиме државата реално со такви ефтини откупување на државно земјиште и затоа сметам дека таму има и огромен број на депонии, не се средуваат и пак ќе кажам, не знам зашто, ама ете тие се некои логични замисли кои што зошто би седеле и овие 4 години претходно не средени. Значи народот не може таму да не се побунил, да не кажал, да не знае некој. Значи ти си градоначалник, ти имаш советници и тоа не е и нас идејата. Советниците да одат, да бидат активни на терен. Не може да не си ги знаеш кои ти се советниците, на кого можеш да му се обратиш ако имаш проблем. Имате ли став во врска со Вардариште? Вардариште беше затворено до пред 2 години. Со почетокот на кризата, повторно камионите на јавното предпријатие Комуналет почнаа да носат и да истураат отпадот таму. Тоа без пардон, без ништо. Мислам дека жителите на Маџари имаа некакви и протести, организираа, се обидуваа да ги запрат. Она што вас ве тангира, ја не знам дали е во општина Вардариште. Не, ево га Зибаба, ама од таму, Тоа е сериозен проблем, затоа што јас како што живеам во Ново Лисиче, постојано со снимки, затоа што тоа е добра опција, дека барем до сега Државниот инспекторат за животна средина има оставено опција да можете на социјалните медиуми во порака со снимка, дали со слика, да им се обратите тие за да пратат своји екипи тамо. И мене Чекај, не разбирам, госпоѓа Кириџиева. Таму тоа изгледа како пичурка над Хирошима и Нагасаки. Што треба ја да му објаснам на тој инспектор? Ти гледаш ли бе, ќорлици? Зини, ќе се закашлаш ако пробаш да дишиш таму. Тоа е ненормално. Летно, зимно време, овие луѓе цело лето не можат да отворат прозор. Секој втор ден се случува и постојано, значи буквално црни, што викаш печурка, црни облаци кај мене во Ново Лисиче. Знам дека не е во аеродром. Ќе мора да се ама вашите граѓани се гушат. Ние сме, мислам, жртви, не само ние и од Маџари, газим, значи тој дел целиот е, значи тоа кога го палат се осеќа, затоа што јас и кога се движам и по кеј, кога правам тренинг, значи се чувствува се до Трибисери, значи тој дел таму и тоа е облак, загадено е. Потоа продолжува од друга на страна покрај Кеон. Зависи како дува ветерот. Ама не продолжува од оние други насаби од друга на страна, тие на кај Карпош веќе кај паркот, па таму друго се чади. Таму е таму можеби што е, не знам, затоа што кога трчам на тој дел на кеј, кај нас е тука го осеќаш, си викаш ајде до Трибисери, после не. Во Карпош кога трчам и кога е запалена таа депонија таму, значи таму смрди некаде од Палас па се до Влај. И како ќе го решите тоа? Ние сметаме дека ќе треба прво соработка со град Скопје и со инспекцијските служби. Тие депонии мора да се инвестира, да се соберат, да се исчистат, да се затворат и да се направат. Моја идеална замисла... Градоначалникот рече дека 2 милиони евра тоа коштало, негови ингеренции, дека пари немало за тоа.
ќе бараме пари, ако треба и по приватни инвеститори, значи јас не сакам да кажам не. До сега тоа сме го слушале, не е во наша надлежност, премногу пари ќе мора да се наоѓаат пари, ќе се снаоѓаме ако треба приватни инвеститори, странски инвеститори, дефинитивно нема да се откажеме затоа што навистина не е нас проблем. Јас не знам како луѓе се откажуваат така. Знам дека ќе биде проблем и не викам дека ќе биде лесно. Ајде, дали да обвиниме, дали да не обвиниме некој, ама за почеток ќе почнеме едно по едно. Прво да се затвори. Второ да има редовни инспекции кои што ќе се движат, инспектори кои што ќе се движат на тој терен, барем да се спречи. Набројувајте што ви е во програмата и како ќе реализирате. Барем да се спречи нели во оној момент додека не најдеме соодветни средства за да може да се почне од некаде. Мора од некаде да се почне. Дали на еден дел затоа што тоа е голема површина, ќе мора да се изнаоѓаат. Значи пред себе почнале затоа што Вардариште, како што кажав, не е во наша надлежност, ќе гледаме да го средиме тоа со соработка со другите општини и со град Скопје пред се, а ние ќе се фокусираме пред се тие средства финансии кои што ги имаме во нашиот буџет да ги насочиме кон нашите депони, затоа што во Долно и во Горно Лисиче ние си имаме свои депони и таму се настапувате како за левица. Очекував од вас дека ќе има барикади, дека ќе има блокади, дека ќе има протести, дека ќе има нон-пасаран, дека ќе има веење на знамења, барјаци, вили, мотки, дека тоа ќе има во крајни размери, доколку се судриме со некој контра од другата страна, мислам дека ќе се судриме затоа што веројатно немаме од таа страна градоначалник и видиме на град. Спремни сте вие за радикално да застанете барикада, не побино е ова. Чим веќе не може. Има работи кои што дефинитивно како на пример ако ти како човек те прашувам, имаш таков сенс, имаш таков нерв, имаш таков плексус? Да, тоа е, два го чекаме всушност, ако треба буквално жустро, затоа што навистина се преминати сите граници, како што кажав, затоа и влегов во политика, затоа што нема повеќе простор за толеранција и за дипломатски разговори. Што им е забриено на аеродромци? Све им е забриено. Еве со кучињата и таму од Вардариште, нели има стационар, сакаме да направиме наш стационар кој што ќе биде само општински и кој што ние ќе го водиме. Да, за аеродром, затоа што ќе треба некаде да бидат прибрани овие улични кучиња, затоа што навистина е проблем. Проблем е посебно. Што е со оној дел, дали е во ваша надлежност оној дел покрај кеот на реката Вардар помеѓу хотел Москва и се распрашувавме за тој дел и веројатно тоа ќе го дознаеме кога ќе влеземе во општина попрецизно, затоа што јас гледам дека и другиве кандидати некако се залетуваат ќе го правиме тој дел парк, ама јас слушам од други извори дека можеби овој дел е веќе откупен од некого и не знаеме ни од кого е. Имаше не можете да си време на ВМРО дека еден познат наш спортиста го има и сега купено, од друга страна, сега вие и двете, и од ДПМН, од ВМРО ДПМН и од СДСМ сте биле во позиција каде што сте можеле и уште можете да ги дознаете тие информации, имате и ваши членови, советот е малтene пола-пола и испаѓа се залетуваат, ветуваат нешто кој што можеби воопшто не е во наша ингеренција, затоа што ако е приватно, значи мој предлог е доколку навистина се испостави дека е откупено, тогаш да се стават рамки на кој да е инвеститорот таму, тоа да се среди во што е можно поскоро време. Како ќе ви се одвива кампањата? Кампањата сакаме да работиме, сепак внимаваме на тоа да ги испочитуваме мерките со оглед на тоа што нели се уште сме во пандемија, да не се прават такви масовни митинзи како што гледаме дека поголемиве партии прават. Како во Шведска, Норвешка, Данска, ние су убави земји, неќеме да се спори. Се извинувам, јас сум некоректен. Не, одлично, да. Ќе ни бидат во мали групи, ќе гледаме да ги поминеме сите мала, колку што можеме, колку што ќе ни дозволат времето и обврските. Сакаме да бидеме јас и носителот на листа Дарко заедно на сите, повторно ќе кажам ете вака ни се погодува нели посебно во тој попладневен период кога пак луѓето се слободни од 5:30 да имаме и ние закажани интервјуа, меѓутоа кога немаме, тогаш сакаме да бидеме на сите за да можеме што повеќе граѓани и средби да направиме, да им представиме што всушност сакаме, која е идејата. Бевте меѓу периодов? Бевме во главно уште пред. Ти дали беше? Да, јас. Каков ти е фидбекот?
Јас ќе кажам нека позитивен ми е фидбекот, затоа и сум така охрабрена дека имам реални шанси, затоа што луѓето се, посебно оние кои што се поддржувачи на левица, се многу скришни. Да, јас ве поддржувам, ама многу им е страф реално, исплашени затоа што имаат притисоци посебно од работните места, многу на тоа ни си имаат пожалено. Ми кажа, ме видел лайк сум стајлка, па сиев и сега шефот ме искара зашто си ги поддржувал. Буквално за лајкови ги караат, ги критикуваат и луѓето се исплашени. Ја у Нирвана работам тогаш. Све ми е дозволено, човече. Да. Јас стварно немам тогаш на што да се жалам. Но тоа покажува дека луѓето, најголемиот дел, работните места ги очекуваат преку двете големи партии. Они очекуваат дека да победи нивната партија не заради идеологија, туку заради тоа да му се отворат работи. Јас не ги обвинувам луѓето затоа што се доведени 30 години во така незавитна позиција да не може да бираат. Не може да бираат. Ми се изнасмеа, не знам зашто. Не тебе. Се погледнуваме со... ние имаме едно, го викаме, се смееме одамна, кога изјавив со еден гостин дека нели се жали заради ова медиумски притисоци, ја викам овде Нирвана телевизија и почна цела екипа се смееме и од тогаш нерв. И се погледнавме со него. Апропо на муабетот дека нели он на луѓе им кликаат ваму таму, овдека сме на рад, толку слобода, либерално. Тоа е многу важно и тоа ниво сакаме да го достигнеме. Значи не ме интересира од која партија доаѓаш, битен ми е колку си квалитетен. Ние може да не се согласуваме во некои делови со тебе или со било кој надвор, ама кога се станува збор за работна позиција, ве конкретно за мене ќе биде битно тоа што се случува во општината пред се и во оние институции кои што се под надлежност на општината. Не ме интересира од која партија си, важно да го имаме сработено тоа што треба. Не може постојано она што во овој момент го слушам, посебно од административци, од оние кои што се вработени таму се поделени и затоа што као едните со другите се обвинуваат, пола се некаде, као тие не ги избркаат ДПМН, од ВМРО ДПМН и сега тие не работат, не го слушаат градоначалникот, не ги почитуваат другите, овие од другата страна нив ги обвинуваат. Тие затоа што се уште останати, ние не сме ги избркале, сме покажале почит, тие сега не сакаат да работат за нас и така се некако тие муабети се, значи мојот принцип е луѓе, сите живееме во, предпоставувам се, веројатно не се сите од оваа општина, ама повеќето јас како што знам се, дали сакаме да ја видиме оваа општина поубава, чиста, средена. Значи фонтаните ги забетонираа сите, нема фонтани. Тие што се останати се претворени во мучуришта. Чива вина е тоа? Значи сигурно не може да кажеме да само на градоначалникот е. Сите тука што сте, затоа сте платени, значи народот за тоа ве плаќа. Најголемиот проблем на аеродром е практичноста во паркирањето. Во овој момент, да. Немате паркинг места. Единствено се сеќавам пред едно 10 на 15 години се изградеа оние на неколку места оние двојни. Да, такви сакаме да направиме затоа што целта ни е да направиме бесплатни паркинзи. Не сакаме, многу е проблем тоа, затоа што посебно кога... Можете да го укинете ова? Сметаш дека можеш да го укинеш бесплатно? Паркингот кој сега се плаќа? Паркингот ќе ни биде бесплатен, единствено што може да го ставиме да биде со плаќање, затоа што од друга страна има жители кои што живеат околу Капитал Бисер, за нив е проблематично, тие дури самите имаат побарано да се плаќа, затоа што во тој дел доаѓаат од сите страни, тие што живеат во овој дел не можат да си паркираат возило, па за нив нивната страна е добро да се слушаат, затоа што имаат сериозен проблем. Тука би го решиле со ние монтажни гаражи, како ќе викаат, платформи. Да, како платформи, за да може да има еден дел кој што ќе биде платен и друго што ни е важно, кога ќе биде платен, тоа да биде за општината, да бидат општински пари, односно повторно да се инвестира во самата општина со тие средства, затоа што моментално не одат во општина аеродром, одат се преку град Скопје и тоа се пак преку тендери, не знам како ми кажа, преку повторно договорени нешто меѓу себе, некои фирми. Така што тоа ќе гледаме да го решиме.
на тој Гледам начин. дека сте убедени дека ќе станете градоначалник. Но што ако не поминете? Имате ли план Б? Што ќе направите ако не поминете првиот круг? Дали ќе повикате вашите гласачи да дадат некому поддршка или ќе ги оставите по Сега за сега не убедуваме никого, мислиме дека нашите гласачи се разумни и знаат што понатаму би правиле, како би реагирале. Аз искрено не би повикувала, излегоа некои информации кои што мене искрено не ми се допадна, затоа што од друга страна ги заплашија нашите гласачи. Не знам од кого искрено излегле ваквите моабети, дека ние ќе сме давале гласови за СДС ако не сме влегле во втор круг, прво затоа што ние веруваме дека ќе влеземе во втор круг, така што нема однапред сега да им кажуваме. Второ, затоа што нашите поддржувачи, а и сите од надвор без разлика кој да не поддржува, се има својата слобода, разумни се сите и нема што ние тука некого... Немате партиски став по ова прашање? Не сме дискутирали, искрено не сум ни прашувала дали би излегле нешто како формално, тоа ќе го оставам, нели, пак кога ќе дојде време да се дискутира за тоа. Весна Кираџиева, кандидат за градоначалник на општина Карпош. Аеродром. Се извинувам, општина. Ти реков ја ќе зашлајфувам негде кај да е. Тука сме. Во својата ароганција на општина на Шалан. Значи општина Аеродром, кандидат за градоначалник, вашиот завршен збор. Ќе им се обратам на гледачите, да ги поздравам, да им кажам дека е многу важно да се излезе на гласање. Знам дека сте разочарани, веројатно си викате зашто и за неа, веројатно исто ќе бидат сите политичари, работата е што ние излегуваме чисти, без багаж, без терет, без сомнителни, криминални позадини. Верувам дека им треба и на нив некој храбар. До сега нашата партија, преку нашите двајца представници во собранието, се покажале како храбри, како некои кои што се држат до својот збор, кои што се истакнале. И на тој принцип работи целата наша партија, така што верувам дека ова ќе ги охрабри да знаат, да бидат уверени дека не сме случајно избрани јас и останатите 6 кандидати за градоначалници, не сме случајно избрани, не сме толку малку без причина, туку дека сакавме да излеземе со нешто квалитетно и да понудиме нешто ново во иднина. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на тебе. Почитувани гледачи, по кратка пауза продолжуваме со емисијата.